Како што веспите зујат и ја најавуваат пролет, така полека но сигурно се разбудува и бенвињата. Секи речиш, аман ти кој зборај за колица, во за бенвињата зборај. Гаранци изгорен бенве да има. За кој да зборам бе братуче? За кој да зборам? Имаш видено некој со друга кола глупости да прави? Со Југо имаш видено некој да го врти вакав контейнери да мава? Не имаш. Со Југо Мими го имаш видено. И евентуално дедо ти на време. Зашо да зборам? За Мерцедес? Ди ми не веа стартни Мерцедесите, господска кола, вие со бенвињата на усилни бе. Како да зборам за друга кола? Кога еве гледаме што се дешава таму со пајаци ги нос. Значи криво ми е што најубајте марки на коли ги расипвате со вашето селјачко понашање. Оти порано германски коли пример купуваа луѓе што стварно можат да си дозволат, што живеат на повисока нога, повисока класа и така натаму. Денешно време бате, заради пустошо ќе речи народо сите купуваат. Ако треба куќа нема да има, ма кола германска ќе вози голф, не е бит. Поло ако треба. Не полојни четвртина да имаш и не ќе ја возе. Туку јас за лауфав уште шпица неманата, дај шпицата да маниме па да се вратиме па на муабет. Ајде бате, пуште. И се може да ќе речите стално прам паралела на шо било некојаш и сега, ама не може да не направиш бе брат. Времињата се толку многу сменати. Тоа е нешто неверојатно. И треба да тече да се менва работата, ама да се менва обично на поар. Тие во случајов на пример порано, предвестник на пролетта беше кокичето, па ќе се вратат пилината од југ, па ти реков ми рече сонце ќе светни. Тега уше сонцето не светна да крај да нема. И кога не е то доволно, почнуваат да се уват и овие со задна вучашост. Пошто можат ти взима да возат, ама малце потешко е во снегом, ме сваѓаш. Тврти, ама не од. Ама зато сега се подзасуши времето. Убо, топло, гумата нека е излижана, не е проблем. И си седиш ти дома во 10 сато како нормален граѓанин си гледаш нешто турски серии, шо и да е. Вести гледаш, не знам кој гледа вести уште, ама добро. И да го слушаш надвор. Да смрди да корнина гума изгорен. Оти мора. Шо ветер? Ти демек многу филмови гледат и таму во филмоите демек се тркат луѓе и са и овие тука ќе се тркат. Кај ќе се тркате мора. Кај ќе се тркате еден пат нема што е без дуб. И да има тие патоите не се клајни за вие се силите таму се правите мангупи. Не сте мангупи, ви кажав минатата епизода. Невоспитани сте. Значи ворете да сакаш одреден тип на кола и да има одредени перформанси, се тоа ворете. Ама то не значи дека ако колата оди 300 дека ти треба 300 да ја вози. Или ако знаеш крофни да правиш со колата, не значи дека треба ги правиш на сред град. Значи не си мангуп, му си само на тие евентуално што те гледат, што се со тебе дојдени истите тие како тебе. На никој друг не му си мангуп. Ако мислиш дека за женски го правиш ова или за шо и да е, тоа ќе изгледа значи дека стварно не ти и работата чим дошло до крофни прајање за женски. Макар што тие женските не ќат крофни прајање. Сакат нешто друго. 99,9% од нив нема ни да се опулат. И тие што ќе се опулат, што ќе се свртат, ќе биди селја. Ќе ги уплаши. Са нормално за секој лонче има поклопче, ќе мушке се најди некоја што ќе му се бендиса то крофната ке што прави. Пошто шо нема по свет. Ама то па не ти дава право, не живееш сам, не сте само вие на светот, ме сваѓаш. То што нема закон или што може да тебе не те фаќа ако имаш човек ваму, човек таму, ти знаеме системот како функционира. Тоа е друга работа. Пак то не значи дека треба глуп да биди. Така, пошто поентата на животот е нешто сосема другото што ти мислиш дека. Ја знам дека џабе зборам, то нема твоето мислење нема да се смени. Особено не мене ако ме слушаш. Ма знаеш како? Кој те праша бе бате? Кој те праша? Исто така знам и дека се нервираш кој ме слушаш, ама биди здрав и жив, затоа сум јас тука. За да ти кажам дека за женска не треба правиш крофни со колата, туку треба правиш нешто друго. Треба си човек бе бате. За да ги импресионираш другите во век, треба постигнеш нешто што е реално, нешто што ќе те клај на следното скалило. То вум јачењето коли и крофни прајање, може да сам си се восхитваш бе. Тоа е фер во ред. Да речиме си го правиш кеф, ама ако веќе толку многу саш да си го направиш кеф, направи го негде кај што не сметаш на луѓето. Зошто го реметиш население? Зошто си оклаваш животот твој во опасност и животот на сите други што одат по тие улици? Наместо после сите глупости да ни иди памето да рече чекај малце. Не дај Боже ќе повредам некој или ќе се повредам себе си, ќе одлежам затвор или в болница. Не бе бате, око не му трепну. Нити дека некој може да настрада, нити па дека ништо не постигнуваат со муабет. Ете на некој БМВ таму му го кренаа што правил, што го реметел градот, му го собраа БМВ. И са тоа има две сценари. Ја ќе купи ново 2000-та година и па ќе го начука со глупости, ќе прави глупости. Ја ќе најди некој, јас имам човек ќе ми среди, и ќе му средат, ќе му го вратат БМВ-то, му ќе плати нешто, може не е би. Како и да е, наместо да му дојди памето, уште поќе ќе се исили да прави поќе глупости понатам. Зошто никој не знае? Како му врсва таа математика во глата на луѓето, немам да разберам, ама ете. А и не е дека само стриктно бенвиња се возат. Кој стигна, шо стигна? Од на времето мора му останат од брзи и бесни, од Need for Speed, од не знам, од филмови некој, од ране, од Јужни
ветрови. Ќе прат тие кола некоја, сега ќе зеби некоја кола канта и ќе направи канта, ама со поубав моторната. Ќе бојади се одозго и ќе му клаја оние пемперињата што е на успухо, да прави. Да пукаме, сваѓа. Тие не земат кола за да ја возат, да седни се да тргни за Германија да извози или да оди негде на море со колата. Не брат. Тие земат кола за тука, да може да му прави, да сврти неколку крофни да направи, да однеси пана механичар. Тоа му е нив живото, му е тој. Ко во песните што има балкански, турбо, фелне, нитро, замаец, потисна друг лагер нешто. И живеат за да менват работи, ќе земи едни бандаши, ќе ги извај тие други, ќе клајдадов зедов. Од кај овај ги зедов 100 евра, ама 200 ги шитнав таму. Бизнис му е, ме сваѓа. Овие што стварно работат со делој, не се замарат толку колку овие што се изгубени. И ќе омени бандашо, ќе клај некој ауспух друг и ќе помини кај другарите ќе му речат: "Море шо направи?" Имена бандаши. Сега свето поинаку ќе се врти, обратно ќе почне. И пошто другарите неколку души ќе му речат, тој мисли дека цел град така ќе му вели. Мисли дека сите му и гледат бандаши. И ќе тера со БМВ-то 2000-та по улица, пуштени јала буба, ама нешто покултурно малце да личи на Deep House. Лухи немзвоње, мрли, грли, врли. Спуштената колата вака од земја. Мислиш натрака ќе се трка сега. Тие ни за натраки толку не ги спуштат, ама нема врска. Битно звучни го клаено до звучењето старото на татко му в багажник пикна и да грофта од назад, да мава. Тие се обично тие што возат вака малце како да тарашва нешто, како да бара. А што уште појако, пошто возачо вози вака и тој што е на совозачко е вака седнат, легнат, ме сваѓаш. Девек да не е само возачо. Тоа што малце сумњиво изгледа вака од надвор, кој виж, тоа е друга работа, ама нема врска. Може да пазато ви се вртат луѓето, не може да знам. Том не дека ви судиме се, кој што сака нека си прави слободен е свето, ама така малце, едно незгодно е. Тоа е брат. Филмоите наместо се намалват и малце да влегваме во реалноста, тие се поќе се филмат. Зашто уште појако, што тие не се ни правите љубители во приказна. Правите љубители на возила се знае како се понаша. Никој ги неки галамџите. Ама овој докажи, кој што рековме тој, онда да ќе направи а успухо, ќе се свртат луѓето плашени, ќе го испцуат. Тој ќе си речи: "Оре, ви како ме гледате?" Да му се полни душата. Оти сите сме изгорени БМВ 2000-та да вози. Тоа е тоа. Не е џаве речено, не е болест се што боли. А најглупо од се во приказната е тоа што обичниот народ трпи заради тоа што некој сака филмови да си прави. Покрај што трпи бучава и што не мораат по улица да си оди, пошто не можеш да знаеш секој момент од кај ќе излета некој БМВ или шо и да е, ќе турни контейнерите покрај тебе. Туку ќе ги редат патоите со оние ритчињата што ги викат демек за успорвање на собраќај. Ко на овие да му е битно дали ги има ритче или нема ритче. Знаеш на кој му е битно? На народот вај кола што има купено. Берел 100 години за да земи некоја кола настаро и сега ќе види ритчето и застанва кроце. Тие го се брзаш со здраве си го носиш бате колона направена од тука до онам. Оти тој со БМВ-то од 2000-та сака профни да прави на пат. Да го јачи да се трка тука кај што не треба да се трка. Тоа е тоа. Покрај сувото и суровото. Што најако панив нема да и казнат. Па ти ќе ајш казна некоја заради тој некој што се трка. Не дај Боже ќе треба да брзаш негде или шо и да. И тебе ќе ти направат: "Скочи бате, ајде." Шо вика ова за брзина? Ајде казна. А него ќе застане: "Шо преш бате, аре мисли тера, ајде, оре шувај. Бандажите нови за мера. Тера, ајде, уживај." Е зато не ни иди памет. Дур не почни шо преш бате, аре мисли чега малце. Натија казната, тера, ајде. Ништо не прави. Сом ќе почнеме ние, ама пак тие што се не толку должни ќе го кркат многу поќе отколку тие што се криви, ама нема врска. Знаеме како функционира работата, се надеваме дека ќе се смени наскоро. Пошто мислам дека е крајно време, а бога ми крајно време и епизодата да ја заврши. Доста е брат. Доста од овие бенвиња што возат, ќе речат: "Ете овој пека за БМВ, дај да му дајме, но ќе ми го дојсат после јас ќе треба крофни да правам." Не за друго. Тие бенвињата така се издресирани, ако ти го дај некој крофни што вртел, ти тргнуваш право да возиш, што вака почнува. Само и ти даваш мигавец колку сакаш, џаве. Не дава то, не ти дава. Да го збуниш непријателот, да не му кажеш кај треба да оди. Ти имаш лев жмигавец, БМВ-то 10 ти дава. Ако уопште ти дај. За инат бе, ај седи. Или не дај Боже ќе видиш колона негде, ти маваш на кочница, БМВ-то само тргнува. Ако кривина е таму на колона, не е битно, не се гледа од пат од карши. Нема врска бате, БМВ-то само претицва, си знај то. Абе пат магарешки ако треба ќе најди и ќе помини. И зато да не ми дат некој такво, дај да завршвам епизодата ти, кој сум малер, јас сите казни јас ќе ги јавам. Така што толку од мене за денес. Вие со бенвињата лавајте малце со филмоите, вие со другите коли ве пратам и вас нема да мислите дека само бенвиња да ги гледам. Сам не оти ве пратам, оти многу ми е мерак да ве пратам, туку ти си го сакам живот. Битно лавајте малце со доживувањето, живејте го животот како што треба да се живее. А сите други останете на нашата програма и имајте убав ден. Поздрав!